вечниот бог кодек на одељадници детски грла во срцето на Скопје. Со божикни ѕвездички во рацете и пеење на коледарската песна, најмладите ја најавија радосната вест Христовото раѓање. Бадниковата поворка која секоја година традиционално се одржува во центарот на метрополата и оваа година започна пред градскиот музеј, продолжи по улица Македонија и заврши на градскиот плоштад. Со насмевка на лицата на младите ги символизира ангелите што ја носеа радосната вест Христовото раѓање. Со пеење на коледарската песна, децата беа дарувани со подароци. Во новата 2026 година си посакаа пред се здравје, среќа и љубов. За нив ваквата поворка значи и повеќе од дружба. Вечниот Бог слезе и во дела се всели. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Денеска го празнуваме празникот Бадник, каде што имаме традиција кршење со левче и малите помалите одат на Коледа. Се означува како роден денот на Христо. За прославиме раѓањето на Исус Христос по божикни поговорки. Многу голем настан за сите деца, дека треба сите да дојдат да го прослават ова Христово раѓање. Со среќа, со радост. Секоја година чествувам. Радост, среќа, се. И постарите не останаа неми. Заедно со најмладите ја пееја коледарската песна. За нив најважно е оваа традиција да продолжи да се негува и старите обичаи да се пренесуваат на идните генерации. Што повеќе се пренесува, толку подобро. Повеќе ќе траеме и повеќе ќе не има и ќе биде поубаво за се. Сметам дека треба да се одржува секоја година и многу повеќе да има следна година и многу е подобро за децата да се негуваат верата и традицијата. За организаторите на Бадниковата поворка, ниту врнежливото време не беше пречка и не ја запре желбата кај најмладите и нивните родители за зачувување на верата и традицијата. Ги донесовме децата искуствено да го живеат она што ни е свето. Неизмерна благодарност до сите родители и семејства затоа што докажавме дека наместо да ги критикуваме денешните деца, денес им овозможивме да живеат Бадник на вистински православен христијански начин. Поворката заврши со детски представи и голем музичко-сценски настап, во кој учествуваа повеќе од 40 музичари, пејачи и актери. Бадникови поворки денеска се одржаа во повеќе од 80 градови како во земјава, така и во диаспората. Плоштадот Македонија и годинава беше исполнет со детска радост и празнична топлина пред Божикната пештера. Семејствата застануваа заедно создавајќи спомени што ќе останат како тивка, но силна потврда дека традицијата продолжува да живее.